Драги ученици, добро дојдовте во денешнава училница. Јас сум наставник Марија Богатиновска и денеска ќе ви одржам час по македонски јазик. На овој час ќе научиме да смислуваме приказна според слики, ќе ги подредуваме по правилен редослед, ќе научиме што е тоа драмски текст, како да драматизираме и ќе разговараме во врска со текстот. Треба да го подготвиш учебникот по македонски јазик, твојата тетрадка по македонски јазик со тесни и широки и училишниот прибор. Подготви се и започнуваме. Отворете го учебникот на страна 114. Ќе забележиме 4 илустрации. Ајде внимателно да разгледаме што е прикажано на секоја од овие илустрации. За секоја илустрација да смислиме по една реченица. Ве оставам малку и ќе се провериме. Се надевам дека веќе смисли. На првата сликичка ќе кажеме дека мајката ги советува своите деца за да го реши проблемот. На втората сликичка гледаме дека децата си играат, мајката е смирена, така и заклучуваме дека децата си играат заедно. А каква е мајката овде на третата илустрација? Лута. Децата се расправаат, а мајката се лути и ги смирува. И на четвртата сликичка, мајката им ги заменува играчките. Забележуваме дека настаните во оваа приказна се измешани. Да се обидеме да ги подредиме и да направиме вистинска приказна. Во твојот учебник ќе ги подредиш со броеви од 1 до 4 илустрациите според тоа како мислиш дека треба да се случува оваа приказна. Размисли добро. Значи, со која илустрација ќе почне приказната, ќе ставиш број 1. Понатаму на втората број 2, број 3 и на последната број 4. Да видам дали добро сте ја завршиле вашата задача. Дали ова е број 1? Така, значи приказната започнува со расправија помеѓу децата каде што мајката се лути и ги смирува. Потоа мајката им ги заменува играчките, па нешто ги советува своите деца и решава некаков проблем и на крајот сепак децата си играат заедно, што значи дека мајката ги смирила. Сега ќе ви дадам еден предизвик. Обиди се сам да ја раскажеш оваа приказна според подредените слики. Застани го видеото, гледај според бројчињата во твојот учебник и создади приказна. Се надевам дека твојата приказна е интересна. А сега ќе направиме споредба, ќе правиме сличности и разлики помеѓу вашето раскажување и овој текст што го има на страна 115 во учебникот. Ајде да го видиме текстот. Што забележуваме кога веднаш ќе го погледнеме? Дека тој по нешто се разликува. По што се разликува овој текст од другите што ги обработуваме? Така, значи тој текст има ликови кои разговараат. Тие не раскажуваат, не рецитираат, туку водат разговор како во театар. Текст во кој што има одреден број на ликови кои разговараат како во театар се нарекува драмски текст. И драмските текстови имаат наслов и автор. Наслов на овој текст е Играта на Славка и Славчо, а автор е Ристо Давчевски. Да видиме сега кои се ликови во овој драмски текст. Со задебелените букви, значи се кажува кој лик што зборува. Ја гледаме мајката, Славка и Славчо. Тоа се трите ликови кои што
ќе зборуваат во овој текст. Во овој драмски текст, забележавме дека улогите се луѓе. Меѓутоа има и драмски текстови во кои што ликовите се животни. Во такви ситуации може да се изработат маски или кукли за на раце или за на прсти, за драматизацијата да биде поинтересна. Во вистинските театри, глумците се оние што драматизираат. Сега, јас ќе ви го читам текстот според улогите. Ќе ги сретнеме мајката, Славка и Славчо. И мора, да се прилагодува гласот според тоа што се искажува. Што правите? За тоа тато ви ги купи играчките. Не треба да се карате, туку да си играте со нив. Автомобилчето на Славко е поубаво. Нејзината кукла знае да вика мама, а моето автомобилче не знае да прави ту-ту. Што забележавме? Дека ова што досега го зборуваа ликовите се совпаѓа со сликичката што ја означивме со реден број 1. Продолжи да слушаш внимателно за да можеш да одговориш на прашањата откако ќе го прочитам целиот текст. Добро деца, што мислите така? Ќе ги замениме играчките. Куклата ќе биде на Славчо, а автомобилчето на Славка. Ете ја и сликичката што ја означивме со реден број 2. Мајката им ги заменила играчките, но по извесно време пак слуша врема. Што ви стана сега? Зошто ми е кукла кога нема во што да ја возам? А мене, зошто ми е автомобилче кога нема кого да возам? Си ја сакам мојата кукла. Ох, кутрите дечиња! Па вие имате и кукла и автомобилче, но куклата не се вози со автомобилчето. Зошто не си играте заедно? Ајде, Славке, качи ја куклата на автомобилчето и вози ја. А јас? Ти ќе бидеш сообраќаец. Ќе покажуваш каде да оди автомобилчето, за да не згази некого. Леле, како не ни текна порано. Забележуваме дека ова е сликичката со реден број 4. На крајот сепак Славчо и Славка продолжиле заедно да си играат. Се надевам дека го разбра текстот. Ајде да поразговараме малку за него. Кои ликови разговараат во овој текст? И да ве потсетам, одговорите секогаш давајте ги со целосни реченици. Во овој текст разговараат мајката, Славка и Славчо. Одлично. Каде се случува дејството? Така е, дејството се случува во нивниот дом. Кој е проблемот во текстот? Браво! Проблемот во текстот е тоа што Славка и Славчо не можат да се договорат како да си играат. Дали проблемот се реши? Секако дека се реши. Кој го реши проблемот? Проблемот го реши мајката. Што научивме од овој текст? Секогаш смислувај начин како да избегнеш расправија. Всушност, тие што најмногу се сакаат, често се караат, но брзо се смируваат. Понекогаш браќата и сестрите се караат и се лутат едни на други. Сигурно и тебе ти се случила слична ваква случка, да мора некој од родителите да реагира и да ја смирува ситуацијата. Подоцна ќе раскажеш случка слична на дадената во овој текст. И запомти, секогаш смислувај начин како да избегнеш расправија. Биди попаметен и попушти. Најде решение за да не дојде до кавги. Сега ќе се префрлиме на една друга активност. Ќе пронаоѓаме реченици. Ги изучивме и расказните, и извичните, и прашалните реченици.
И сега ќе ги најдеме сите нив во текстот. Ќе земеш 3 боички, сина, жолта и црвена. Сината боичка ќе ти служи за подцртување на расказните реченици, со жолтата ќе ги одбележиш прашалните реченици, а со црвена извичните реченици. За мало подсетување, расказните реченици беа оние кои што завршуваат со кој интерпункцијски знак? Така е, со точка. Прашалните на крајот имаат така прашалник, а извичните извичник. Сега јас уште еднаш ќе ви го прочитам текстот, а вие ќе ги одбележувате речениците со соодветната боичка. Што правите? Зарем за тоа тато ви ги купи играчките? Не треба да се карате, туку да си играте со нив. Автомобилчето на Славко е пубаво. Низината кукла знае да вика мама, а моето автомобилче не знае да прави ту-ту. Добро, деца, што мислите така, ќе ги замениме играчките. Куклата ќе биде на Славчо, а автомобилчето на Славка. И мајката знаете дека им ги размени играчките, но по известно време пак слушна време. Што ви стана сега? Зошто ми е кукла, кога нема во што да ја возам? А мене пак, зошто ми е автомобилче, кога нема кого да возам? Си ја сакам мојата кукла. Ох, кутрите дечиња! Па вие имате и кукла и автомобилче, но куклата не се вози со автомобилчето. А зошто да не си играте заедно? Ајде, Славке, качи ја куклата на автомобилчето и вози ја. А јас? Ти ќе бидеш сообраќаец, ќе покажуваш каде да оди автомобилчето, за да не сгази некого. Леле, како не ни текна порано? Сега ќе ви оставам неколку минути, ќе го застанам видеото, а вие завршете добро задачата. Откако ќе ги подвлечете сите реченици, ќе изброите колку расказни реченици откривте, колку прашални, а колку извични. Ве оставам за добро да ја завршите оваа задача. Доколку вашиот текст изгледа вака, добро сте ја сработиле задачата. Ајде само уште да ве проверам колку расказни реченици откривте во текстот. Ако бројот е 6, одлично. Колку прашални реченици употребивте во текстот? Така е, 7. А колку извични реченици откривте во текстот? Така, 5 реченици. Доколку не се совпаѓаат вашите броеви со овие броеви, ќе ве молам да си проверите и да си ја откриете сами грешката. И сега дојдовме до домашната задача. Научи ја напамет улогата што ќе ти ја даде наставникот. Вежбај драматизација, глумење, според твојот лик од текстот. Славка нека земе кукла, а Славчо автомобилче. Раскажи во тетратката слична ваква случка што ти се случила со некое другарче или со братчето или сестричето. Ти благодарам на